Македонија, земја на исконот, земја на традицијата, земја со богато културно наследство. Во оваа света земја пребива божествен дар на различни верски традиции, култури, обичаи и верувања. Оваа света земја е редок пример во светот за верска коегзистенција и вистинска инспирација за еден духовен стремеж и творештво. Во оваа света земја постои големо семејство во кое во заедништво живеат Македонската православна црква, Исламската верска заедница, Католичката црква, Еврејската заедница, Евангелско-методистичката црква и уште многу други верски заедници и религиозни групи. Во оваа света земја го почитуваме различниот од себе и со заеднички сили ја градиме кулата кон небеските височини. КОВЗРГ – символ за толеранција, мир и соживот, символ на различни вери кои се спојуваат преку љубовта кон Бога и сочинуваат уникатен мозаик. Независно државно тело и цврст мост помеѓу државата и верските заедници. Почетоците на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, како прв и најстар орган на државната управа, ги наоѓаме во корените на македонската државност уште пред ослободувањето и првото заседание на АСНОМ. На иницијатива на група македонски свештеници, кои активно учествувале во Народно-ослободителната војна, на 11 октомври 1943 година во селото Црвена вода, Дебрца, било формирано верско поверенство, додека со одлуки на главниот штаб на НОВ и ПОМ, командантот на главниот штаб, со своја наредба на 15 октомври 1943 година за прв верски референт го назначил дебарскиот свештеник Велјо Тасев Манчевски од село Броштица Дебарско. Задача на верското поверенство било привремено да се грижи за црковните прашања и слободниот верски живот во Македонија, при што Велјо Манчевски упатил циркуларно писмо до сите села, во кое се истакнува: Народно-ослободителната војска во борбата за слобода на македонскиот народ ослободи еден дел од неговата територија и заведе ред, законитост и дисциплина, на која треба да се подчинуваат како одделни лица, така и известни управни тела, било со верски или од друг карактер. На првото заседание на АСНОМ била донесена Декларацијата за основните права на граѓаните на Македонија. Во членот 4 од оваа декларација стои дека на секој граѓанин му се гарантира слобода на вероисповед и слобода на совест. Во август 1945 година Министерскиот совет на Демократска федеративна Југославија донел уредба за основање на Државна комисија за верски прашања. Веднаш потоа во состав на републичките влади биле формирани републички комисии за верски прашања, кои требало да работат во согласност со прописите и препораките на Сојузната државна комисија за верски прашања. Комисија за верски прашања на Македонија била формирана во 1945 година и се смета за прв и најстар орган на македонската државна управа. Нејзин прв председател бил Епаминонда Поп Андонов, а прва нејзина задача била да ја проучува состојбата на верски план во државата и да одржува контакти со православната црква, како и со муслиманската и еврејската верска заедница во Македонија. Во првите повоени години, Македонската верска комисија немала доволен капацитет за извршување на поставените задачи. Некои ингеренции од верската проблематика биле исклучиво во надлежност на органите за внатрешни работи и до 1953 година се наоѓала во состав на Секретаријатот за внатрешни работи. Во декември 1959 година
била донесена уредба за организација и работа на Републичката комисија за верски прашања и добила своји надлежности, да го следи спроведувањето и применувањето на законите и другите прописи кои се однесувале на верските заедници, да подготвува нацрт на прописи со кои се решавале прашањата во односите на државата и верските заедници и да ја следи законитоста на прописите на народните одбори со кои се уредувале прашањата во областа на односите меѓу државата и верските заедници. Во 1961 година, по препорака на Извршниот совет на Македонија, биле формирани општински комисии за верски прашања, во чиј состав имало представници од општинските собранија, од образовните институции и од органите за внатрешни работи и за своја работа добивале инструкции од Републичката комисија за верски прашања. До 2000 година со органот раководел функционер на ниво на подпредседател на влада, односно министер, и на оваа позиција беле го ставиле познати општественици, како Анте Поповски, Трајче Грујовски, Кочо Тулевски, Ѓорги Цаца Николовски, Владо Камбовски, Тито Беличанец, Блаже Ристевски. Заменици биле Доне Илиевски, Јоне Мишевски, Драги Димовски, Славе Николовски Катин. Од 2000 година па наваму, со комисијата управува директор кој именуван од страна на владата и со неа раководеле Ѓорги Наумов, Цане Мојановски, Звонко Муцунски, Валентина Божиновска и Даријан Сотировски, а во моментов функцијата ја извршува Оливера Трајковска. Како самостоен орган на државна управа, чии ингеренции произлегуваат од Законот за организација и работа на органите на државната управа, Законот за правна положба на црквите, верските заедници и религиозните групи и стратешкиот план за работа на комисијата. Како дел од извршната власт, комисијата ги исполнува обврските кои од неа се бараат да бидат исполнети од страна на другите релевантни институции, во согласност со Уставот и законите на Република Македонија. Верата е основниот темел на обликување на нашите идентитети, нашите вредности и нашите заедници. Во време кога светот се соочува со огромни предизвици, кои се обидуваат да создадат поделби и бариери, потребно е да се најде заедничка нишка на разбирање и единство, заеднички јазик кој ќе употреби зборови на почит и ќе го спознае различниот од себе. Секој убав збор лекува, а секој убав диалог води кон мир. Да негуваме диалог кој води кон личен и глобален мир.